Овците продаваш нешто? Не ги продавам. Ја ништо да продавам. Не, мислам млеко дали продаваш? Продаваме млеко. Доа зима го туа. Млекото го зима туа. Го зимаат млекото. Зима го кај домо, зима ни млекото. На 2 места ни Зима Арно. А на нивите што садиш? На нивите порнам џубре сега. Тако. Пшеница и чимен, се. Субвенција дават? Се. Субвенција дават? Дава там. Нема проблем. Дава. Во оваа година предвидени се средства за канализирање на реки, ќе видим. Меѓутоа, треба нешто да кажеме за Вирче. Значи Вирче го имаме, Вирче, град Станар, патот е направен. Правиме канализација. Значи ќе правиме улици, улицата е ветена веднаш после завршувањето на канализацијата. Тука е на увид сме на завршните активности околу градбата на канализацијата. Значи во селото ни и патот преку рурален развој Станар. Значи и во Вирче и тука се прави канализација. Така, и во Вирче и тука. Исто е преку програмата преку Европска инвестиција. Преку транспорт за транспорт. Во завршна фаза е, така да се надеваме за скоро, за 2-3 месеци дека ќе биде пуштена во употреба. И после ќе им го израмните патот кај што сето тоа што ќе биде, што е оштетено сега со градбата, ќе биде санирано, а ние со местната заедница дополнително имаме договорено градба на сосема нова улица, која што до сега не е правена од причини што чекавме да почне канализацијата. Колку жители сте тука? 400-500? 400 моментално. Така. Со земјоделие најмногу? Земјоделие. Овощарство најмногу. Овощарство. Кој Краварство исто. Како? Може ли да запознам само да кажа нешто? Може да запознам. Јас сум грујо. Не сум овощар, не слушал, може да сум грујо. Што овощарник имате? Слива, модра слива. Слива. Друго што има освен слива? Кравичу. Вишни, звучари, да. Вишни. Како оде сливата? Ба, до сега добро. Добро. Сега имаме проблем. Да, година добро беше, да. А вишните? И вишните добро. Само некој поможе да се помогне за нешто, некоја фабрика се направи, некој сушара, нешто, начално да знае. Сушара? Сушара нешто, некој одилник, нешто било што. Некој откупен центар некој. Какво нешто? Родина има. Откупен има родина само? Јас имам откупен центар, ама мобилен. Со родина имаме многу проблеми. А значи други не взимат ето некака. Јас им највише. Тоа голема среќа од ја откупувам, иначе тоа 6 денара ќе биде слива. Да. Земање е многу поевтино и имаме и други што работат со струмичани. Што е голема среќа неверојатно? Од има конкуренција на родини, ја откупувам, да не откупувам јас 6 денара ќе биде слива. А вака колку е? Сега беше 12 ова. 12. И 13, и 14, и до 16 доаѓа. Јас стани до 18 таа година до 15 и после нака родина 12. Субвенција имате ли? Има, да. Зијам субвенција. Има земаме трактор исто, сега земах трактор, ја го трактор. Така. Аха. Преку ова 50. Повише земаме, да. 75% преку програмата. Како млад земјоделец. 250.000 евра има. Да, има ова село. Јас земах со трактор. Родини малкучка заебава со млекото. Со млекото малку не многу ни прави проблем. Сега ми кажуваш еден човек, 17 денара. Треба да се преземе некој. Многу има проблеми со него. Не пуштаат. Ќе се видам сега со него, ќе зборам. Да, треба да се преземе некој. Имаме многу проблеми. Иначе сме задоволни од вас, од премиерот, од владата, презадоволни. И јас имах 50 со 75% машини, сите зимаме тоа. Нема што влада. За од вас нема збор. Се помага со машини, да. Не, петка е супер. Това е опасна работа. Гради се таман си е. Се си окей. Те само со млекото, само млекото е најпроблемот сега. Беше 21,50 са 4,5 динара ни земаат. Това е многу. Това е така што речеш всичко ми тука за стократелците еден век со 100 денара, разбираш. Треба да има малку извоз, да речеме, по така за да е гарантирано, како така да кажеме. Така. ДВ се дојде тука некој приватник, ДВ со субвенција. Значи сточарство, вишни и сливи, најмногу. Најмногу тоа. Да. Али со роди некој може да ни помогне, тоа многу ни прави проблеми. Многу и со цената, и што имам уштири што доваѓаат на пример со фирми што ќе даваме сливите, прати инспекции. Ние мада сме се испреми, правиме договори се тоа што законски идеме договори со фирми, прати инспекции, инспекторите имаат проблеми. Исто и Министерството за земјоделие и Долашви имаат проблеми со него. Пријавувам надис, многу ни прави проблеми. Многу. А дури превише. Едноставно сака да не уцени, сака џабе, не можеме. Треба да има да гарантирано, Ние морано си- да има напрегаме ние пункти, има младите други, од тука да например, речеме од да дојдем по запада на доле, Дека тука да знаат има тоа за е гарантирано нешто и секи е окей. Да.
И сега од вас помош владат кој ќе може. Ќе збориме, ќе се видиме после со него. треба Не да- можам да гарантирам дека Да, ќе да, завршам, да. ама Да, ќе тamo разговарам, ќе му кажам дека на секаде се живеат Това луѓе. си е па слободен Поготово што бизнис. на некои Това места си е- друг некој откупува по 20 Секаде радиш, Да, да, Берево точно е, 21 точно дена, е. Струмица таму 20 дена. Малку не за тука е тоа, треба малку цената да 17 мрдне. динара, да речеме да. Сега това не е до вас. Сега не е. Това си е слободен бизнис. Това си е А работа конкуренција. слободен на бизнис државата, да речеме, и секаде он си треба е да направил така бизнис и колку. Ние си најдем муштери, ето ја ги продам сите лани до 18 денара, он сака 12. Што да му ги даде? Замени кој тука ќе ги Да. Ние вака планираме Нека кажеш. планираме на повеќе места локации за откупно-дистрибутивни центри. И ќе правиме и тука, во близина на Делчево, ќе ја понудиме на инвеститор локација за да се создаде конкуренција за откуп на земјоделски производи, а може и за млекара ако има некој. Млекара тоа е тука Ако има заинтересиран, ако најдеме. млекара. Најдеме млекар у Делчево. Да ставиме една локација некаде водо Сега и така има за млекара. има добиено средства за нов план. Баш сега зборев со градоначалникот да вметнеме некоја маркица да почнеме да продаваме земји. Да. И да биде стрикно за млекар. Може ли па и заедно Еден откупен центар, една локација и една локација за млекар. Голем проблем ти не решите. И втората половина на годината да ја понудиме на продажба. немаме понуда, барем да имаме понуда. Да, да. Па не, И тоа ќе се обидеме. Сега Јасно, да. ќе треба да анимираме некој да Така, Ош подобро.